Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за новите достапни, но и експериментални третмани и лекови во борбата против малигните болести. Доктор Нино Васев, онколог, директор на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, е гостин во студиото на Телма. Докторе, добре дојдовте и добар ден. Добар ден и на вас, фала. Една мала студија во Соединетите Американски држави во кое што се испитуваше експериментален лек за карцином, покажа неверојатни резултати, ефикасност кај сите 18 пациенти вклучени во истражувањето, инаку тие беа болни од рак на дебелото црево. Дали кај овие пациенти е постигната целосна ремисија на болеста? Да, интересно што таа викат експериментална студија, усве таа е водена од најдобри стручњаци у Memorial Sloan Kettering и искочи дури во едно од најпознатите после Lancet списанија New England Journal of Medicine. Значи, експериментално, затоа што не е дупло слепа рандомизирана студија, тие ги викат експериментални, усве тие не се експериментални, тие се више фаза 3 студија, кај што може на пациент да се даде, проверено е дека може. Значи, да, дури неверојатно, од 18 пациенти со метастатска промена, не само од болест, него морало да има метастатска, но да немале пред тоа третман со друг лек. Тоа е условот беше за таа студија и покажа кај сите 18 комплетна ремисија. Но да не се разбереме погрешно, исто кога ќе влезете во брак, не значи дека ќе ви биде среќен. Значи тоа треба ипак со години да се види комплетна ремисија, не значи комплетно излекување. Добро, колку време е потребно за да се знае дали болеста дава целосен одговор на лекот? Се прават значи пресеци на 2-5 години и понатаму. Значи таа студија сигурно ќе трае незино пратење долго, но самиот почеток веќе ветува доста. Не само за вас, за сите нас беше што ние работиме со тие checkpoint инхибитори, тој лек уствари доста линип, практички е нов лек од една мала компанија, но GlaxoSmithKline зема компанијата, мислам дека купи и успеа да влезе во најголема институција да го проба и успешно. Значи checkpoint инхибитор кој Значи што значи што инхибира? Уствари, знаете што е многу интересно што нашиот имун систем се види и кај вакцините дека е многу појак него ние што мислиме. Ние знаеме дека он постои све. Значи на самата малигна клетка Т-лимфоцитот, значи нашата одбрана одма е гледа дека не е нормална клетка и се залепува на неа. Но карциномската клетка прави таква превара со прозбор, значи он ја лаже неа дека е здрава со еден уствари рецептор протеински. Што прави лекот? На тој протеински се фаќа да не може тумор да го излаже Т-лимфоцитот за да го уништи. Значи он го инхибира место да не може да го кажа вака едноставно да го разберете. Најсимплифицирано. Па иначе све друго треба многу медицински со инхибиција, мал се ги збуниме. Работа е што ова е више нова ера на онкологија. Мислам, полека и нашата држава и властите и фондот сваќаме дека овие лекови се стварно релативно многу скапи. Колку чини животот, но мора да видиме и која дека нашата држава може, не нашата, него било која држава може да одвои толку и толку средства за малигни болести, но веќе семено од целата онкологија променета. Не е семено, него не веќе сменета иде само во, значи понатаму во овие води. Ние во овој момент имаме еден од најдобрите checkpoint инхибитори, ке тру да го имаме. Да го даваме. Тој PDL1 инхибитор, инхибитор на тој рецептор на туморот, кај што Т-лимфоцитот практички не може да прочита дека тоа не е малигна клетка и ќе ја уништи. Што има исто релативно многу голем успех. Дури сега кај колоректален карцином има студии до 30% кај у подоцнежни фази успева да ја врати болеста на почетна ситуација. А во која фаза на болеста биле овие пациентите кои се забележени добри резултати? Четврта, значи сите биле метастатски пациенти. Значи тоа беше условот. Метастаза дали една, две, цревото или на други надолу ливни зафатени? жлезди, може плуќе, може јетрата, значи може да се било кој дел, значи ниеден од нив не беше само
карцином на дебело црево, него со една но без претходно лекување. Така. А што велат податоците? Дали овие пациенти имале специфична форма на карцином на дебелото црево? Значи сите тие имале мутација, значи да. Заедничко било за сите нив, дека имале иста мутација, да, така? Тоа е интересно што со таа мутација устави овие лекови делуваат, некои од овие лекови делуваат многу повеќе кај пациенти што имаат мутации, затоа што со време во клетка се ствара толку број на мутации да ги препознаат после имуните наши клетки да може да делуваат. Значи, и во еден момент, значи, со таа докажана мутација морале да бидат пациенти со докажана мутација, со испитување што го имаме и кај нас. Значи, тие испитувања се прават и у Македонија за мутации на клетки од дебело црево. Дали кај оваа мутација која што имале пациентите што го примале лекот, хемотерапијата би дала ефект или не? По податоци од медицина базирана на докази, да, ама не 100% сигурно, кај 18 не би дале 100%. Овакви резултати со 100% се многу ретки, не само во онкологија, него во било која... Да, затоа велат неверојатни резултати, неочекувани. Во било која грана, дури за срце и за кардиологија да најдете лек што ќе делува кај 100% луѓе, тоа е скоро неверојатно. Еве, вакцината сами сме свесни ефикасноста дека е, али кој е тој процент? Се по нови податоци што искачат, не се баш тие проценти што беа објавени. Значи, природниот имунитет, дури во нова студија од Англија, British Medical Journal, докаже дека нашиот природен имунитет, заедно со AstraZeneca вакцината, практички исти резултати има. Значи, со тоа малце дојавме во многу прашалници, но сигурно вакцинацијата е еден дел од тоа што треба да се прави, да немаме апсолутен отпор према неа, но еве што се случува кога нема време да се леко докаже у пракса дали е ефикасен. А се јавиле ли некакви компликации докторот овој лек? Не, кај овие пациенти многу интересно што никакви компликации нема, бидејќи има нула. податоци кои што велат 1 од 5 пациенти кои што примале слични вакви лекови, се случиле со да, кажуваат од 5 до 10% кога пациенти имаат на имунотерапија, имаат јас сум имал пациенти со пневмонија, со запалење на плуќа од имунотерапија, што е една од почести баш кај овој пемолизумаб компликации, но генерално имунотерапијата е доста лесна за примање према хемотерапија, према сите други терапии за полесна за примање, лесно е давањето и многу ретко од пациент ќе ви каже тешко поднесува. А овде е само монотерапија, гледате, само тој лек е да, ништо друго. Значи, очигледно е од него ефектот. Сега тоа да не комплетна ремисија, значи нестанување на ракот кај што бил, со сите метастази, тоа е комплетна ремисија. Значи, испитувањата покажуваат дека тие повеќе пациенти немаат рак. Значи, немаат од тој момент. Али комплетна ремисија, комплетно излекување не е исто. Значи, треба да поминат X време, да се види, али се очекува сигурно 100% на почеток, сигурно тие сите луѓе, како ја вика баш студијата на почеток, со солзи ја дочекале докторите што ја правеле. Пошто не знаете што мислам, знаеме сите што се бавиме со онкологија, што ракот не е само изборот не е лесен, нели? Не можеме јадеме ракчиња у кафана, но зборот на тело рак имаме асоциации многу леви, посебно од луѓе што не се повеќе тука со нас и ке прочитае умело тешка болест, така и се вика, имаме малце за него. Па веќе за сите тие 18, замислите, немат, па квалитетот на живот не е битно дали ќе трае 20 години, 30, сигурно е битно. Но веќе и самото нестанување за нив е еден нов потик за живот. Што овде има толку многу фактори за настанување на карцином, што не ги знаеме некој дел од нив, не сите. Така да не знаеме овде и таа радост и све, веројатно ќе влијат и позитивно и на фамилија, и на надеж на други пациенти. Сега, например, она што веќе го знаеме ние имунотерапија, дека стварно, еве, херцептинот е една од првите имунотерапии кај рак на дојка, знаеме веќе дека сега без него терапијата е невозможна кај хер позитивни пациенти. Они морат да имат мутација, значи имат хер позитивен карцином на дојка. Значи не се дават тие лекови кај било кој, него мора да имате мутација и некој рецептор. Исто PDL1 инхибитор мора да имате позитивни рецептори при испитување PDL1.
Ако немате, значи ефектот е... Нема да има никаков ефект. Кои се следите чекори во однос на овој лек кој што дал вакви неверојатни резултати? Сега ќе треба поширока студија да се направи. Ние што работиме сите со имунотерапија, со онкологија, ова може да изгледа зачудувачки, ама искрено да, зачудени сме од 100% ефектот. Значи тоа, иначе да беше 50%, не би не зачудени. Многу од овие имунотерапии имат успех 30 до 50% кај метастатска болест. Гледате како се смалува. Ако се гледа на кожата, гледате како се тоа смалува. Сме имале пациенти со меланом, стотина, кај што гледате голем тумо меланом, како се топи со секој давање. И го снимува, ама го гледате вие, надвор. Не мора да го сликате да се гледа. Така да и самиот пациент има и позитивно и за терапијата и чувствувате дека стварно ова е една нова ера. Ми е драго што овие млади генерации ќе фатат, мислам, за 20 години, 10 до 20 години ќе се лечи исклучиво по рецептори со... Но да не мислиме дека ќе најдеме чаровна формула 100%. Овде, пошто е 100%, сите не чуди, затоа и доав овде баш да подискутираме. Не чуди толку. Тој лек успел, веројатно, 100% од тие рецептори да ги инхибира. Може другите лекови успеват не 100% да инхибират од тие клетки. Веројатно е доста интензивно инхибицијата и е стабилна. И затоа ова се случило. Но многу интересно, сите тие 18 различна нација, најверојатно различна возраст, различни, но то не е рандомизирана дупло слепа студија. Али пак, како експериментална е голем надеж за и следни компании што тоа го прават, а го прават, да знаете дека тука е иднината на и на онкологијата, апсолутно иднината е таму, но постојат случаи кај што исклучиво пак хемотерапијата е успешна. Не е тоа апсолутно лек за сите имунотерапија, се знае каде иде, кај кои мутации, кај кои болести. Пак е 70% од пациентите идат на некај нас, од цел свет на класична терапија, што и по evidence-based докажано дека е најуспешна. Значи мора да има наука за тоа, овој лек сигурно ќе има сега голема студија, рандомизирана, кај што ќе плацебо контролирана, нема да знае ни пациент ни доктор кој го зима лекот. И така после 2 години податоците кои ќе се видат, ќе се знае која група кои ќе се откријат, Амвел се открие тоа кој зимал што, ќе се види. Но ние сме знаели поредно кога биле дупло слепи студии, пошто сме ги имали на институцијно, ја и други колеги, знаевме дека го зима лекот што се испитува. Знаевме по резултатот. А не знаевме дали он го зима, пошто шишенцето не пишува дали е лек или е... Само пишува први на шишенце. Вие компјутерски рандомизирано го добивате и не ни знаете дали му дате лек, ама ако еднаш почне да зима лек или не лек, но тој лек нема да му спречи, тој се додава на основниот лек, кој што да не му го штетите здравието на пациентот. Вие мора да му дадете лек за болест, не можете лажно да му дадете плацебо, нели нешто што не е лек. Овој се додава. А и затоа она е експериментална да можело само да се даде кај 18 пациенти, пошто вие не можете другчие научно да го докаже. И ова има мала научна вредност, но има голема психолошка вредност. Апсолутно. А сега се случува ли, бидејќи има голема психолошка вредност, како што велите, пациенти да доаѓаат кај вас кои што имат колоректален карцином и да се интересираат како да го добијат лекот? Нема да верувате, имаме еден пациент на овој лек од Дебар. Што го зема кај нас во Македонија? Да, има еден од Америка му е донесен, од Дебар пациентот. Значи поставите еден лек што еднаш зема пред прошлата неделја. А докажано е дека има пациентот таа мутација кај која што делува лекот? Да. У Турска е докажано све, значи он има сите документи, дојде од таму со цела документација, затоа не моравме додатно да го испитуваме и беше и од таму напишано да се зима тој лек од позната турска болница, кај што му советувале одма за тој лек. А он имал пријатели и роднини и го набавил одма. Значи во Америка може да се набави? Па може да се набави прво Ватиканска апотека. Секој лек у свет, може да не знаете, прво го има Ватиканската апотека. Што тотално за мене не знам зашто. Нема лек у свет што може да исклучи да го нема Ватикан. Значи негде го има, мора да го има прво таму, па после други. И вас ви е чудно. Да, ми е чудно. Да, ја тоа ако го прочита има и за тоа зашто е, тоа не е од сега, тоа е 200 години нас. И што велат зошто? Има ли некој објаснување? Па помислете зашто, ми е релативно јасно, зашто амерички претседник иде прво у Ватикан, па после кај кралицата.
секој амерички. Така. Истото е тоа. Зашто? Нема зашто, ама идат. Скап е, премногу е скап. Па, по моја информација, не е само до цената, сигурно околу $12,000, како што стварно се екстремно скапи лекови. И затоа, мислам, емисијата е да искористиме дека ние баш за ова болести колоректалниот карцином имаме добри лекови и други имунотерапии, за дел од нив чекаме согласност да продолжиме со нивно давање. И да не мислиме дека сега постои негде лек ако зиеме нешто таму, пошто ние имаме чекпоинт инхибитори од друга компанија, Pfizer. Ова е Glaxo, само е друга, тоа е исто чекпоинт инхибитор, нема никаква, само што сигурно кој аспиринот и аналгинот не се исти. Овде десно, кај овие 18, покажало 100%. Но без научна студија не можеме да мислиме дека 100%. Мора да има рандомизирана на поголем број, бар 140 нешто. Пациенти, тоа е минимум бројот, мултинационална, мултицентрично да се докаже ова истото. Така, да се надеваме дека истите резултати ќе ги покаже и дека ќе има се надеваме, да, тоа е еден од сигурно лекови излекување кај оваа тешка болест. Сигурно нека. Зашто? Не само до надеж, болеста не треба да ја гледаме и малце пошироко. Тоа е тешка болест, се ќе имаме лекои по наука што треба да се дадат за неа. Овој лек не е влезен у протокол да мора да се дава некаде. Значи се уште нема докази за него. Но постои, сигурно можете со ваш потпис да си го примите кај сакате у свет, не кај нас, било каде. Сакам да го примам, колку кошта примање, кај сакате да идете. Доктор, веќе од разговорот стана јасно дека секој карцином е различен, значи можат пациенти да имаат карцином на дебело црево или пак на белите дробови, но тој да се разликува од едно до друго лице. Како да не се разликува? Ние пред имунотерапија со карцином на бели дробови имавме цел свет, не ние. Околу 10 до 20% успех во преживување над 5 години. А сега тој процент 37-40%, значи од кога дојде имунотерапија, тоа не е малце, од 100 луѓе вие 40 веќе имате. Сега, кои се тие? Сигурно не се само мутациите, сигурно има и фактори што ние моментално не ги знаеме. Знаеме веќе дека мутациите предизвикуваат одговор на имуната терапија другачи него тие што немаат мутации. Нели? Али понатаму ќе знаеме сигурно повеќе, за 5 години ќе знаеме многу повеќе. И овој лек може ќе биде и веќе стара вест, да. Што е со моноклоналните антитела? Дали тие спаѓаат дел од имунотерапијата? Ова е истото за што зборувавме, бидејќи сами кажете моноклонални антитела, тоа е веќе имунотерапија. Истото за што зборувавме. Тие очигледно не наоѓаат немаат ефикасност само во болести како што беше SARS-CoV-2, бидејќи нели се употребува едно време таму како терапија. Од тука всушност и произлегла нивната примена од малигните болести. Што е со те клетките? Постои ли начин за тие да се стимулираат? Па во овој случај го кажа со те клетките како PD-L1 инхибитор ја лаже Тоа е всушност, значи кога ќе се инхибира. Малигната клетка покушава да ја превари дека не е малигна со тој рецептор, а овој се го блокира тој рецептор и овој Т-лимфоцитот одма знае дека има. Гледате колку е таа ниво што нешто знаеме, веројатно науката знае многу повеќе, ма кој знае колку такви микропроцеси има. Во што сакате, кога пред 4 години открие нов орган у човечко тело? Значи мезентериумот, сега се рачуна орган, овој масниот дел на цревата, што го викам. Тоа порано не било орган, бил дел од црева, се знае дека орган. Да ме разберете, ние пред 4 години имаме нов орган, што сме го имале цел живот, не сме знаеле дека орган. Медицината е стара, ама не е толку стара. Ние се уште откриваме нови, не нови, али откриваме нешто друго, дека и некои други, дека здравјето е стварно основно, но овакви болести и кога ќе дојдат проблеми, не е, лековите се еден дел, докторот, лековите, нели, ода идеме на исхрана, па идеме на алтернативни, па комплементарни лекови. Тоа е еден цел процес кај што секој пациент треба да влезе и фамилијата него заедно, еден посебен начин и на размислување. Така да е еден комплексен, не е само лековите се ова што збориме еден дел од тоа, како да не дојдеме до карцином, сигурно ќе биде тема за следните 10 години.
Се збориме за екологија и све, а овде се дозволи Украина, не се дозволи рад со толку, не жртви, само толку загадување, толку хемиски, а не збориме не за зелена. И баш западните земји што земја, па ти дава после оружје. А тоа оружје испушта толку отровни материи у нели. Така да ние практички нашата средина, гледајќи пред Чернобил што се случи, колку е целиот систем оптоварен со предрасуди, не знаеме, трчање сме цел живот, е болеста некад, кога ќе дојде, малце ќе не застане. Еден грип, па малце ќе седиш 5-6 дена. Значи, човек треба да се релаксира, сигурно исхраната биде умерена, но не патолошки да бидеме и оптоварени, ова не, ова да, ова не, нели? Малце тоа е еден поширок. Сепак да се трудиме ли да најдеме органска храна, иако и тоа е се дискутабилно, што туку зборувавме дека се е загадено, дека токсините се релативно веќе околу нас еден на ден, секој чекува. како што сега со ова храна да видовме дека 30% светска популација редено жито од Украина. И јас се зачудих дека били извозници тие две земји 60 и нешто посто од цел свет на жито. Кој знаел тоа? Мислам сега видов. Устари сватиме колку е целиот свет поврзан практички, фрагилен. Сега луѓе умират од глад негде, а ние сега овде мислиме дали у смути 2 лажици да ставиме или една некој протеин. Ја, например, не јадам лично 22 години месо, да кажем. Ама не го препорачам други да не го јадат. Нема докази никакви. Но има некои студии кои што велат дека црвеното месо го Докази е зголемува баш за рак на ризикот дојка, има за баш карцином. има студија у Јама, у Journal of American Medical Association, голема студија, баш дека исхраната и месото не толку, него стилот на живот, значи тоа по Кинези е направена на голема студија што се преселило Америка и у тие провинции јаделе една храна, дошле у некоја средина што јадат тотално друга храна. Да, процентот на карцином им се усогласил после 10 години со местото кај што живеат. Тој процент го, значи стилот на живот повеќе него исхраната што јаделе, нели? Оде месото сечуанска кујна што е најбоља кинеска. Ти се различни, мислиме кинеска храна, има 6 различни. Тоа е огромна територија. Јас сум пробал и стварно тоа нема, мислам ова кинеско, тоа е нешто толку добро да ја никад друго не би јадел до крај на живот. А нема месо, нема ништо така. Може да ставите пилешко ако сакате. Али нема, она и без месна, а изгледа како да јадете све најбо на све. Значи самата исхрана за месо, да, може да има некои студии точно за дебело црево и за ова. За дојката, например, храната не е толку изразено битна како за можда хранопровод и местото кај што јадеме, значи цревата и целиот тој дел. Но треба да сме предпазливи, не само да има стално меси со книги што викат ова јадете или не јадете шеќер, пошто ракот јаде шеќер. Мислам, тоа е едно од поинтересните, не знам од каде е тоа, по која научна. Повеќето пациенти болни од карцином го самиот испрлаат шеќер не е од многу исхраната. корисен, апсолутно знаеме више. Многу шеќер не е корисен. Тоа знаеме за било кој. И за не за инсулин, и за шеќерна болест, него он корист има мали количини, големи нема, а корисна штета има. Тоа го знаеме. Значи све што е многу шеќерно, а тоа ни е најубаво, чоколада. Кока-колата, кој се докаже ка шеќер има 6 лажици во 300 мл, 6 лажици супени. Огромна количина, тука исто бомба. сум се потресол, колку шеќер ние сме се внеле само со Кока-кола. Така. А ова па без шеќер, нели има па други вештачки За засладувачи сладувачи, што се отпушта можда поштетки. поопасни. Има една студија со рак на мозок баш со такви вештачки засладувачи, но тоа е цела индустрија за тоа. Али ова што збориме органски, Македонија генерално има сеќа што ни таа генетски модифицирана храна никад не ни влезе, мислам не е ни дозволена. У Србија, у Војводина еден дел голем влезе таа и таа почва веќе е изгубена. Така нема да можете више вие органски никад на таа почва да садите. Македонија има среќа која е паметна и повише луѓе да се бават со исхрана, но треба веројатно да им се помогне тој пласман и све. Но ова исхрана ќе биде кој за земјоделци да имаме емисија па сега да збориме. Но комплексен е целиот тој наш однос према надворешен свет и према луѓе. И не е само ова болест, ни еден дел што малце доаѓа, не знаеме зашто, не знаеме кога, не знаеме кај кого.
Него зашто да дојдеме само лековите се за лечење, да дојдеме до рано откривање, значи многу подобри за дојка. Клучната всушност раната И дијагностика. Министерството здравство прави една добра се акција за оптомик имаме за малце повеќе тоа со рано откривање, не само на дојки, на дебело црево, рак, има дури тестови што може рано да го откријат. И рак на кожа. И рак на кожа, да не зборим Меланоми. да има, тука е Нешто што е колешката од видливо. кожно, што одлично работи со тоа, што е многу битно остави тоа. И имаше се акции баш у градски парк за тоа. Тоа што го забораваме дека може да се деси. У Австралија тоа многу изразен феномен. То сонце, Сончеви денови. а плави луѓе од Англија отидени, англосаксонци не Генетиката адаптирани. не е адаптирана на Па, многу сончеви абориджините не денови. џабе биле таму, значи тоа е за нив таа клима, Така. црвенокожците у Америка. Црвена кожа. Така. Значи, ние не сме адаптирани белите и чак многу на сонце не се исплати и не ни е корисно. Не само за вашата убавина, убаво ви е лицето, сега сонце и оштетуја суши кожата, знаеме. Да не биде претерано, сигурно. Но сонцето за нас не е нешто што сакаме да идеме и да се сончаме многу, летно време е и штетно. Исто ко со исхрана. Така. Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот, ќе поразговараме за уште некои третмани кои што се поврзани со подобрувањето на преживувањето кај пациентите со метастатски промени. Останете на Телма. Со доктор Нино Васев, онколог, денеска зборуваме за новите третмани во болеста против малигните болести. Докторе, пред малку ја коментиравме на мала студија која што даде неверојатни резултати и се работи всушност за имунотерапија, како што споменавте. Сега можеме некаде да прочитаме биолошка терапија, таргет терапија. Дали е сето тоа имунотерапија или не? Да не забравяме да се захвалиме и на Министерството за здравство и на фондот кој пред 3-4 години успеавме овие терапии што не се на позитивна листа, 30 од тие лекови ние да имаме. Ако тоа порано биле ограничени некои количини по 10, 12, како вие ќе поделите на кој пациент ќе даете? Од 12, ако дојде 14, што ќе правите? Мислам, која е таа дилема? Ко француски поручник, жената со 2 деца, дајте ми едно за да го убиеме, другото земе. Кој е тој избор? Како доктор да направи таков избор? Затоа сме се и сега упрегови со фонд, се надеваме дека позитивно ќе не одговор, да продолжиме со овие терапии, ти се екстремно и скапи терапии, согласноста, ја чекам и се надевам дека имат разбирање, мислам дека имат, за дека ова терапија донесе многу кај нас една надеж, не морат луѓе прво да се трошат, тоа се екстремно скапи терапии. И таргетирани терапии ние, ово што ме прашате, имавме веќе од 2006-2007 година. Дури хецептинот кај нас беше на позитивна листа пред Англија. У Англија протестира жените пред Бакингамска палата и пред парламентот за да хецептинот се стави на позитивна листа. Не беше ни у Британија, ние го имавме пред Британија. Мислам дека таа позитивна листа и у Македонија треба побрзо да се апдейтира. Апсолутно, па 10 години, може 12, не е. И овие се едни од тие лекови што сигурно се у следната фаза кога ќе се докажат у студии, кога ќе влезат у протоколите. Значи, ние бар да ги имаме се терапии што се во протоколи, а генерално најголем дел од нив ги имаме за главните групи на болести, но веќе денес лечењето што спомнавте у некои случаи кај мутации, имунолошката и таргетирана терапија, без неа, практички е рак на дојка без хер позитивна, без хецептин и без фезго или перджета, други лекови што делуваат на тие рецептори, не е замислива, не е можна. Правите медицинска грешка. Како изгледа, докторе, целата процедура кога ќе еве некој пациент има карцином на дојка, веднаш се прави хистолошка анализа? Да. Ги добивате резултатите, гените, се прави поредно само хистопатолошка се правеше порано. Карциномот ги добивате? Мутациите? Да. Па се добиват естрогени рецептори, некај дојка требате естроген, прогестерони и тоа зависи дали жената ќе прима хормонска терапија или не? Или хемо, или да ќе прима хер, имунолошка терапија. Значи, А можете ли врз основа на тоа да знаете дали хемотерапијата ќе делува или не по одреден пациент? Дали ќе делува хемотерапија, колку да денес имаме некои испитувања што гледам и многу приватни клиники ги праќат и цел свет. Се праќат за испитување на тој профил која хемотерапија највише ќе делува кај
Пак тука е процент и резултатот кој ќе добиете. Например, некој лек делува 40%, некој 70%, некој 80%. Немате овде 100%, ако се некој 30 или 40, колко ќе изберете сигурно од тој лист, ако пише 40%, ќе го изберете тој што делува 40%. Но во праксата то не е баш така и не се тука 100% специфичноста не е генерално толку на таа сама метода голема да ние исклучително ја воведеме. Но дојка без имунолошко испитување не. Денес не покушаваме ни да лечиме без да видиме тие рецептори какви се, да знаеме која терапија да даеме. Дали терапијата има подобра ефикасност ако болест е во почетната фаза? Апсолутно. Се зголемува ли процентот на преживување доколку има метастази? Ви кажа, најбре да не дојде никош, да се рано открие. Рано откривање значи пред да она осети некој симптом. Значи тоа е рано откривање на дојка. Жената сама да напипа нешто. Веќе е доцна? Не, и сама да напипа нешто е веќе рано откривање кога она. А тоа е рано откривање. Сметав. Значи она рано го открива, значи нема симптом, нема болка, него случајно пипање и затоа и постојат тие едукации за жени како дојките еднаш месечно, само преглед на дојки, но ако нешто направи треба кај доктор да иде. Значи само преглед, но заедно со консултација со доктор. Да, иначе само преглед, кај многу жени тоа може и знаат да го направат, треба добро да се едуцира некој, нели? Само преглед. Но тоа не е едина метода што ќе ве штити, ви пак морате ехо, мамографија после 45-50 години мора да направите една и да немате симптоми. Тука се открие дека рано откривање со мамографија ехо и со други методи е корисна за лечење на тие жени. Колкав процент од пациентките што доаѓаат со карцином на дојка се всушност во некоја почетна фаза или повеќето имаат почетна фаза, после тоа го гледаме после скрининг програми, некад кога ги имаме дека имаме малце поголем број на пациенти, потоа гледаш дека се корисни тие програми. Но генерално сигурно процентот денеси пред 20 години не е исте, многу порано доаѓаат него пред 20 години. Мислам дека се освестија и читат, има едукација, ама и се освестени жената, посебно освестена дека дојка не сите и затоа се прават овие кампањи за мали рурални средини, може некои по-конзервативни средини што не веруваат дека болест може да се добие. Така да рак на дојка нема, баш за неа нема сигурност кој може, нема пол, нема богат, нема стандард, секој може да добие, значи нема 1 на 8 жени во Македонија ќе го добие тоа текот на својот живот. Но тоа не значи лошо, ако порано се открие, сигурно успехот е многу поголем. Што велите за новите терапии, нивната ефикасност? Ја добиваме ли битката со карциномот или сепак губиме на тоа поле? Битката со карцином може да е таа цел збор со битка или борба против рак на дојка, например, тоа никаде не ми се свија. Борба против рак. Се борите за да луѓето порано дојдат, да ја откријат. Вие не можете апсолутно да спречите тој процент што е, ако гледате, константен у Америка на инциденцата се и која е зголемена, значи морталитетот се смалува, а пак е скоро кривата иста. Значи повеќе жени, повеќе се добива рак на дојка, порано се открива, но ако земете пак бројките на крај, кривата на преживување тек сега после мамографија, после херцептини, после овие нови лекови, гледате дека морталитетот веќе малце паѓа, кривата споро се закосува. А тоа го гледаме карцином на плуќе кај меланомот многу подрастично. Се гледа веќе дека не дали добива 100% можда еден ден, може ќе знаеме и при раѓање некој генетски, не знам, не сум баш сигурен, дека тоа 100%. Исто како еден вирус нас не изненади, ќе кажеме, нели, малце смешно, еден вирус го затвори целиот свет на 2 години. Еден вирус. Нели, порано кажеме, вирус. Го затвори 2 години целиот свет. Нели, малце тоа... Сите гледаме дека сме ние осетливи, сме доста... Не сме отпорни баш на сите влијани и природата, веројатно што помалце се мешаме и малце сме повеќе усклад, очигледно и природата ни враќа нас. Дали то директно така е, го кажа филозофски, поише не дека е директно, ама очигледно дека така е. Докторе, што е со вакцините?
за кои што се зборуваше дека можеби ќе бидат решение во борбата против малигните болести. Дел од нив се базира на mRNA технологија. Би сакал да ги тоа има исто студија, ви кажав, исто научна, ова што го зборевме експериментална на лек, инхибитор, чекпоинт инхибитор, делува кај сите неста на метастази. Значи кај сите. Ова е нешто сосема друго. Вакцина, искрено, нити имаме у evidence-based онкологија, нити јас смеам да давам вакцини. Прво, ни по закон, ни по ништо, нити мислам дека треба да ги давам. Ако центите што ги прават тие вакцини и стално го пропагираат дека ќе има, еве колкото 15 години веќе слушаме. Со кубанската знаеме, мислам, ја многу знам и пациенти што примале, резултати драстично, ја нешто не сум видел, мислам драстично некој да земе вакцина, да се излечи од тоа. Не викам дека не може. Некој може да отиде да медитира у планина да се излечи, нели? Ама вие од еден случај не може да правите, од овие 18 не може да правиме наука, ова се 18 случаи, сигурно, многу битно, оптимистички, за сите на што даваме имунотерапија, не само за овој лек, за сите имунолошки лекови. Надеж треба да е. А што е со оние пациенти што ќе одлучат да се лекуваат со алтернативни методи? Кога ќе дојдат и ќе ви кажат дека тоа го прават, што велите? Да им каже вистина оно што знаеме, што има литература и што има дури и во медицински учебници има веќе дел за таа терапија, да може докторот, пазите, во Америка имате со пациенти друг однос, може и некад паметно да потпише пациент дека ве разбра што му кажувате, може тој треба и ние и мислиме да го направиме, да се заштитиме малце не од пациенти, него да се заштитиме од еден дел на луѓе што се вечето незадоволни. Не знам како мисле дека постои дугме нешто и што може тоа све да се избрише, тоа не постои тако нешто. А ние пошто секојдневно се соочуваме со секакви начини на доживување и на реагирање на реченици на докторот врска со болеста, генерално тие што одлучиле, значи, ќе пробаме да им кажем дека станата терапија, губејќи ја, губате на голема шанса да таа болест не се јави пак. Тоа мора да им кажем. Сега тој нејзин избор сака на друг начин, што можете ви? А повеќето пациенти кои што се на класична терапија истовремено земаат и масло од канабис. Масло од канабис не е лек, не е ни лек, како ви кажете, тој е средство, како е тоа е крстено у Македонија, имаше име. Значи, не можам да кажам ништо лошо, нити нешто посебно, осим тоа дека значи за дел од депресивни пациенти, дел со поголема болка, дел. Значи, тоа можем да кажем. Ја подобрува таа состојба, ја намалува болка. Да, студии за делување на самиот карцином, значи има неколку што се тек две поголеми студии, има една од Мајами студија на мозок, што делувал кој некои 5 случаи, сите 5, да кажеме, али не можеме без да влезе тоа во да се дава како терапија друго, а друго е да го зимате значи комплементарно. Вие зимате стандардна терапија и комплементарно, тоа е избор на, тука не можам да кажам нешто негативно за нешто што е дозволено у толку амерички држави, што се најконзервативни. Абортус не дозволија у тие држави, дури абортусот да ви е насилен. Мислам, насилно да е направено тоа дете. Немате дозвола за абортус. Така, тоа разбирате до кај иде тоа, а дозволен е канабис да се зима, да го зимате онака, си чекате пред продавница, да си го... Значи да не правим фама од канабисот, он си има своје место. Веројатно во целата човекова популација ментална, филозофска. Ја искрено не сум го пробал живот, нити цигара, нити... Не сум го пробал. Но на пациентите не им велите не? Ама не кажуваме не, освен нити за масло од кајси. Дали ме разбирате? Масло од кајси има... Оцемка од кајсија. Имаше едно време хунзино масло, па зима после од црна шкорпија, капки од Албанија. Мислам, имаше петролеи, сода бикарбона. Мислам, има пациенти нема ни да ви кажат, тие што се ферки ви кажат. А јас сум сигурен дека секој зима нешто. Така. Нема еден што не зима. Ама тоа е
Исто не може да кажете не, има човекот право и на надеж, и на своje мислење, нели? Некаде тоа не е лошо за вас, па и подобро да има некој оптимизам од Апсолутно. нешто. Да. Отколку песимизам во една таква ситуација. А дали ке пациентите болни од карцином, кога ќе постигнете добри резултати, го користите терминот излекуван? Излекуван пациент, практички онколог, ние сме многу предпазливи не за реченицата излекуван. Па јас стварно после 5 години можам да кажам жена дека излекувана, но контролито на понатаму ги иде. Дојде на контроли. У тој момент она е излекувана за вас. У тој момент. Значи 100% излекување како ова студија, да, сме имале многу комплетни ремисии. И у студии сме многу, може да стотици. Така. Не една. Ама вие не знаете дали кај некој да, ден се живи и здрави, да. Апсолутно постојат комплетни излекувања. Постојат. Многу, не е малце. Но не можете од нив да правите процентот нив не е толкав како што е процентот на неизлекувани. Не може да правите од тоа, нели, или ќе бидеш, а сега ти не си комплетно, ти си комплетно излекуван. Гледате дека кај него успеала терапијата, успел неговиот начин, може на исхрана, на живот, на све, и баш сте сретни што е така. Така го взимате тоа. Не прете од тоа голема, што све може да се случи, може после 10 години друг карцином да дое кај некој, може некоја мутација, може да никад нема ништо. А ги сметате ли малигните болести за хронична болест? Малигните болести е целиот и целата филозофија да направите хронична болест и долго да лекувате и рак на дојка, многу често тоа може да стане со паметна терапија, долготрајни терапии за одржување и со, нели, правени терапија од почеток. И имаме дури пациенти со метастази, да кажеме, на коски, што се 15 години живи, 17 години живи. Тоа е веќе хронична болест. Така. Значи не е еден тоа. И тоа вие комплетно да излече, не може да кажете, друго е операторот, слепот цево вади, комплетно си излечен. Слепот цево фрлаш. Што ова е многу длабоко во клетки, во тој механизам на гени, вие не сте стално сигурни, да, излечен е сега. После 2 години, тој да може да кажеме, како може ако ве праша некој партнер дали ме сакаш, да, денес да. Ама утре вие не знаете, може ќе седнете Бред Пит овде во ходникот и се да се промени. Докторе, со моето последно прашање, во пандемијата ретко правевме контролни прегледи, знаеме зошто и како. Се зголемува ли сега бројот на пациенти кои што ги диагностицирате со карцином? Да ве поправам, изненадите со подготвеноста, ова како со баш и за ова скоро баш разговаравме за ова како од првата година на крај од пандемија се смали број на пациенти и втората на почеток. Така да ние ако имаме по 7100 нови пациенти, од еднаш 4700 беа. Кај се тие 3000? Исчезна. Па немаше операции, често немаше жени за рано откривање, не се јавуваат, се плашеа да идат. Многу од радиолози беа некои болни, некои на боледување, некои нели усмени, па имаше ковид центри. Па таа паника од ковид, пошто многу почина луѓе, сите што ги знаеме. Ја по некој игра на случај, моите колеги, повеќе од пола, не добивме никош ковид. Како исто ми е мистерија зашто колегата до мене да добие, ја не, например, ден сто ми се мистери, не викам до имун систем, не дека он нема имун систем. Ама зашто кај некој тој, значи вирусот веројатно успел? Нема одговори. Кај некој тука одговори немаме, нема никој за тоа, искрено е по најновите ови што ги читам. Па имат баш обратни одговори дека природниот имунитет е многу појак него што сме мислеле. Очигледно многу работи за имунитетот не знаевме. Шведскиот систем на почеток беше уствари да ги остават пациенти да се развоат, да пренесат, вика ќе почина дел, ама дел ќе останат. И сме на крај дека Шведска е 38 земја по смртност во свет. А сите ги напаѓаат Шведска, како така? Значи строго затварање према пуштање. Ја не мислев дека не треба затварање, ама можда строго, ама не ние, тоа цел свет беше затворен. Маце сега го претеруваме ова, што понатаму Америка уште има закон да не пушта невакцинирани. Ради Џоковиќ го чув, ама мислев дека тој е избришано, пошто сега тотално не е логично. Тој мутиран, више не постои иста
форма и второ, овие не се толку тешки форми и сега што ги доби овие последните 5 месеци луѓе мој колега баш многу лесно поминаа. Значи 2 дена кивање како полесно од грип, да кажем. На почетокот тоа беше драстично, нешто ново. И не, ама тој вирус треба да ме потсети нешто друго, колку е фрагилна цела светска популација, колку е целиот свет иста работи, делење на запад, исток, југ, север. Ово што сега пак се дели со Украина, не ради кривица на едни или други, да не ме разберете. Секој е против рат, сите сакаме мир. Нели, јас сум за мир и преговори. И мене се ме болат и луѓе што гинат сега. Ти лечиш од некој човек од кацион сакаш да остане жив. Гледаш, денес погина 110, да кажеме, на ратиште, млади. Така. И сега, ама тоа е Украина, ама чекай сега, ова и тука тоа практички све е исто. Мислам, целиот свет е практички исто, сакаме да јадеме. Не Макдоналд, ама веројатно секој знае што е убава жена или убава песна, не мора да му објаснуваш. Секој од нас знае што е убав живот, сите сакаме убав живот. Убавото многу лесно го препознаваат сите. И затоа кичот е за секој пријатен, зашто тој убавото пак го многу апострофира, еве убаво е, црвено е. Јаболката некад нели не мора да е скроз па идеална, некад патиџанот што не е убав е највкусен, нели што не е па најокругол. Ај тоа е тема за друго. Баш ми е драго што отворивме и надежда нека постои, само би сакал, значи, оваков лек кој ќе искочи е доста драстично за нас, е малце почна да разбереме што се работи, него некој ќе чуе и мислат постои лек, што сите нас 100% ќе излечи, такво нешто не постои, кај некој ќе делува, кај овие 18 делувало. Кај таа мутација очигледно делувало. Како, зашто, то уште не е рано, ќе видиме. Така, ќе видиме и секако се надевам дека кога ќе ги имаме сите информации, ќе направиме една емисија во која што ќе дојдете и ќе ни го појасните сето тоа. Ви благодарам за гостувањето. Фала и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам и денеска што бевте заедно со нас и не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден во 12:50 на Тилма. Пријатен ден.